Сите ученици од браќа Миладиновци и Крсте Мисирков од следната учебна година настава ќе следат во постоечкиот училишен објект, а во меѓувреме целосно ќе се санира покривот на училиштата, најави при денешната посета на Куманово министерот за образование и наука Јетон Шакири. Тој информираше дека постапката за јавни набавки за економскиот оператор е завршена. Сега остануваат постапките во комисијата во МОН, што треба да продолжи со разгледување на веќе доставените понуди, на документацијата, па после разгледување на тие останува тоа што предвидува законот, процес на жалби, и јас денеска имав координација за сите други капитални инвестиции, па една од темите беше и Куманово, и што побрзо комисијата да започнува да ги разгледува документите и после тоа да поминуваат временските рокови, и се надевам барање на општината, барање на училиштето, мое барање до комисијата што побрзо да завршат постапките и да имаме услови да почнеме со работа и тоа да го реализираме што побрзо тој проект. Тоа очекувам дека во ова календарска година да се заврши и 1 септември да не бидат веќе тие проблеми кои беа од претходната година. Доколку ресорното министерство не може да го реши проблемот со кровот на училиштата, општина Куманово ќе го стори тоа со брз ребаланс на буџетот, но претходно треба да бидат информирани надлежните во општината, рече градоначалникот Максим Димитриевски. Како што знаете, ние имавме постапка која што беше во рамки на ресорното министерство, која што пропадна еднаш. Јас тие зборови од ресорниот министер веќе ги слушам подолг временски период, дека ќе се изнајде решение. Тоа го вети и премиерот, но за жал до ден денеска тоа решение не е изнајдено и не е решен проблемот. Се повикуваат на административни постапки. Мислам дека е коректно да не информираат, ако немаат можност тие тоа да го сторат, со брз ребаланс на буџетот на локално ниво да издвоиме средства и да изнајдеме начини и решенија, бидејќи во моментов ниту сме нагоре, ниту сме надолу, а ние како општина ќе завршиме школската година, децата се уште учат во други објекти и сметам дека на ова треба да му се стави крај. Еве и денеска ќе искористам средбата со министерот да поразговарам на оваа тема и верувам дека ќе биде решен проблемот, бидејќи претходните ветувања беа дека овој проблем ќе биде решен до крајот на измината година, што не се случи. Имавме можност, премиерот го посети ова училиште, кога доаѓаше во посета на нашиот град, иако не дојде во официјална посета на општина Куманово, даде ветување на менаџерскиот тим во училиштето и на граѓаните, но се уште нема ништо тоа. Димитриевски потенцираше дека најголем дел од инвестициите во училиштата се од општинскиот буџет, а не се обезбедени од државата. Освен во реконструкција на училишта, општината изминатиот период инвестираше и во изградба на нови спортски капацитети, игралишта, доуредување на дворовите и техничка опременост на училиштата. Со помош на јавното претпријатие Куманово план минатата година на општина Куманово и беа одобрени повеќе проекти за реконструкција на постоечки капацитети. Димитриевски информираше дека и годинава аплицира со голем број проекти за реконструкција на училишта, но се уште нема одговор од ресорното министерство. Иако претходно ветувањата беа дека за време на зимскиот распуст ќе се изврши санација на кровот на двете централни училишта во кои што настава следат околу 2500 ученици од браќа Миладиновци и Крсте Мисирков, сепак проблемот останува да се решава во текот на наредните месеци.